Регионални вести на телевизија КИС за првиот ден од оваа работна недела. Преполни контејнери и расфрлано ѓубре наоколу е гледка со која често се соочуваат граѓаните во делови од Гостивар. Апелираат на поголема еколошка свест и бараат комуналното претпријатие да постави повеќе контејнери. Овој куп ѓубре се наоѓа на само неколку метри од детско игралиште и паркче кај згради близу автобуската станица во Гостивар. Во текот на летниот период многу често покрај и околу контејнерите завршуваат вреки со отпад, градежен шут и големи количини друг смет. Граѓаните со кои поразговаравме велат дека се случува во вечерните часови да доаѓаат со трактори и камиончиња од други места и да го истураат отпадот тука. Велат дека е потребна поголема еколошка свест за да не се создаваат вакви депонии таму каде што играат децата. Па каква ја гледате како? Мислам, луѓето треба да бидат посвесни, ништо друго. На местото утрово затекнавме и екипа од јавното претпријатие Комуналец која го собираше расфрланото ѓубре во камион. Работниците рекоа дека чистеле и синоќа, но дека смет повторно е насобран. Цел ноќ, имаш... до 10 сато навечер. До 10 сато навечер чистеше. Еве, чистата, ама ти од 10 до сабаре пак истата песна. Колку камиони собрат? Еве сега собарја еден камион, ова уште не го готовараме, што треба да бидат уште еден камион. 5 контејнери за оваа мало со повеќе стамбени згради и куќи наоколу не се доволни да ги задоволат потребите на граѓаните. Проблеми со преполни контејнери и расфрлано ѓубре, особено налето, има и во други делови од градот, како населбата Малјарди и реонот кај големиот пазар. Советот на општина Брвеница денес ја одржа 11-тата седница. Се дискутираше како да се подобрат условите во училиштата. На дневниот ред се најдоа и неколку точки за урбанизација на државно земјиште и изградба на локални патишта. Првата точка е усвојување на записниците од 9-та и 10-та седница, така да другите точки се однесуваат на извештаите за реализација на програмата во училиштето Коста Рацин, 7 марци Челопек и Гоце Делче во Стенче. Од извештаите може да се видат одредени пропусти, оценките од државниот инспекторат негде задоволуваат, негде се оценети незадоволителни, така да побарано е од страна на градоначалникот и од инспекторот да е покрена надзорната контрола над директорите околу нивното менаџирање. 4 точки имаме во овој дневен ред околу носење на одлуки и согласност околу градба на локални патишта. Тоа се во Челопек, Милетино и Тено. На крајот, многу битна точка е програмата која се носи од општината околу располагање на државниот имот од Република Македонија. Во самата програма е наведено дека одреден земјиште ќе се користа за индустријска зона, за други за индивидуално и стамбено живење. Пред започнување на новата школска година, токму денеска на дневен ред се поставени програмите на школите и како една точка што е како и секоја година се работи за паралелките, значи за дали ќе остануваат исти, ќе се скратат и така натамо. Има некои школи, дали тие се подрачни и така натамо, кај што вистина треба да се интервенира по однос на инвентар, на другата опрема и на, да кажемо, техничките услови внатре во школите. Ние како општина секоја година внатре можностите што ги имаме финансиски, секоја година интервенираме толку колку што можемо. Цела јавност знае дека ние изградивме 2 нови школи, една во Долни Челопек, другата сега ево се завршува, ќе се пушти во употреба пред новата школска година во Гургуница. Тој буџет е голем, значи
и другите школи така сме интервенирале кај што е било најнеопходно. На седницата беше споменато дека одредени наставници земале плата, но не оделе на настава, не држеле настава на учениците. Што е по тоа прашање? Па видите, сега тоа е тврдење на еден од советниците од училиштето Гоце Делчев, значи подрачното училиште село Горгорница, што наставникот е и наставник и советник втор мандат. Он стално алудира на тоа и лично јас при посета вака на школото во Горгорница сум наишол на такви феномени, кај што ги гледам учениците тука, а наставниците ги нема. Тоа е вистина. Дали тоа е точно дека они не иделе контуирано, тоа не можам ја ни да тврдам, ни да негирам, затоа што има органи кои треба да се позанимуваат со таа работа. Прво, внатрешните има директори, има педагог и така натаму, а во крајна инстанца има и државен инспекторат кој е законски задолжен да ги следи овие феномени и овие појави. Меѓутоа, ево, бидејќи ова се алармира како овај појава, што е непријатна ова вест, јас ќе правам напори, значи ова школска година да видиме ние внатре можностите или законските одредби, ако дозволуваат да именуваме и инспектор општински кој ќе ги следи, значи дали се одржува настава, не се одржува и така натаму. Како така не смееме ова да дозволиме, ако е вистина треба да биде тоа, да се елиминира и да се казнуваат таквите наставници. 13-годишно девојче пешак е повредено во сообраќајка викендов во Тетово. Возачот на возилото е непознат бидејќи го напуштил местото на настанот. Полицијата информира и за уште една сообраќајка во која сопатник поради сериозноста на повредите завршил на скопските клиники. Викендов на булеварот Благоја Тоска во Тетово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило марка Голф бела боја со непознати регистарски таблици, управувано од непознат возач кој после незгодата го напуштил лице местото, и 13-годишно девојче пешак од Тетово, соопшти СВР Тетово. Во сообраќајната незгода со повреди се здобило девојчето, кое со друго возило било префрлено во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Кај девојчето се констатирани телесни повреди, поради што е задржано за натамошно лекување. Увид на лицеместо извршила увидна екипа на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Викендов се случила уште една сообраќајка, како што соопшти СВР Тетово. На локалниот пат село Джепчиште, село Требош се случила сообраќајна незгода помеѓу мотор марка Субару без регистарски броеви, управувано 27 годишен жител на село Челопек, и патничко моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски таблици, управувано од 50 годишен жител на село Требош. Во незгодата со тешки телесни повреди, фрактура на лева нога, се здобил сопатник кој е пренесен во ургентен центар Скопје за понатамошно лекување. Со телесни повреди се здобиле возачите. Истите со друго возило се пренесени во клиничката болница Тетово, каде по укажаната лекарска помош се пуштени на домашно лекување. Увид на лицеместо извршила увидна екипа од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. 18-годишно девојче од село Скудриње вчера пријавило обид за силување од страна на незиното поранешно момче. Вчера во 18:30 часот во полициското одделение Ростуше, 18-годишно девојче од село Скудриње во присуство на нејзиниот татко пријавила силување во обид. Како што соопшти СВР Тетово, според нејзиното кажување, истиот ден околу 17 часот во селото, поточно на местото викано Си Свети, додека пријателката била со своите другарки, кај нив дошло 18-годишно момче од село Скудриње со кое претходно била во љубовна врска. Прво настанала вербална расправија, а потоа физички ја нападнал, ја влечел насилно до блиската шума, каде што се обидел да изврши полови дејствија. Насилникот не успеал во намерата, бидејќи наишло друго лице кое го спречило, а за случајот го информирал нејзиниот родител. Пријавеното момче е приведено и е задржано во полициската станица за понатамошна постапка. Полицијата откри 32 годишен жител од Тетово како се забавува со огнено оружје. Пукањето во полошко, дело за кое може да се одговара кривично, е честа појава, но надлежните ретко можат да ги пронајдат сторителите.
По неколкуте неуспешни обиди, конечно полицијата пронајде лице кој се забавувал со истрели од огнено оружје. СВР Тетово викендов што измина, по претходна пријава дека на улица 121 се пука рафално од огнено оружје во близина на гостителски објект, пристигнала на лице место извршила контрола. Таму бил затегнат 32 годишен жител од Тетово. Тој на полицијата и признал дека испукал неколку истрели од гасен пиштол. Оружјето со потврда му е одземено и лицето е приведено во полициската станица Тетово. Се работи на расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветна пријава. Пукање со огнено оружје може да представува кривично дело, во зависност од тоа какви последици гостинот ќе предизвика со пукањето. Полицијата често пати не може да ги пронајде лицата кои се забавуваат со огнено оружје, затоа што гостите пред надлежните на СВР Тетово не ги откриваат лицата кои ги вршат ваквите прекршочни и кривични дела. Најчесто се правда дека не виделе кој пукал, наводно поради големиот број на присутни гости. Така беше и во инцидентот минатата недела, кога на свадба во Тетовски Порој гостин испукал неколку куршуми, но домаќинот и кажа на полицијата дека не знаел кој употребувал огнено оружје. Полицијата на израствените работници во неколку наврати алармираат да не се користат пиштоли и друго оружје на свадбени церемонии, дело за кое може да се одговара, но и да предизвика сериозни здравствени последици и губење на човечки животи. За сите наши сограѓани, поготово во овој предел на годината, кога веќе имаме малку поголема гужва низ градот, да внимаваат секако и при возењето, да внимаваат во начинот на прославување, употреба со ости предмети од земјоделие и домашни апарати, бидејќи настануваат навистина несакани случувања, повреди кои може да бидат со инвалидитет врз повредениот. Се разбира, не би сакал да кажам дека огненото оружје нема место во било кој дел на нашето секојдневие и на нашите прослави. Полицијата речиси секој втор ден регистрира пукање по свадбени церемонии, но во реалноста во Полошко ретко која свадба поминува без испукани куршуми. Од заталкани куршуми, минатата недела беа оштетени дури 5 возила во 5 оделни случаи, а една жена неколку дена пред тоа беше повредена во едната рака од куршум испукана свадба. Во 2015 година пак од заталкан куршум испукана свадба, животот го загуби 10 годишно дете од Гостивар. Викендов што измина, полицијата регистрираше 2 случаи на нелегална сеча на дрва. 2 случаи на нелегална сеча на дрва регистрираше полицијата во текот на изминатиот викенд. На локалниот пат за село Мерово полициски службеници од полициското оделение Групчин пронашле околу 2 метри огревни дабови дрва, кои се фотодокументирани од страна на крим техничар при СВР Тетово и предадени се на шумската полиција за понатамошна постапка, информираат од тетовската полиција. Во вториот случај, тетовските полицајци на место викано Рудина, на локалниот пат кон село Ѓермо, забележале патничко моторно возило Daewoo Райсер со скопски регистерски таблици и при обид да го сопрат, истото не застанало, но за кратко време на улица 194 било сопрено. Возилото било натоварено со огревни букови дрва, а го управувал 45 годишник од село Ѓермо, во кое како сопатник бил и 18 годишник од истото село. Лицата се приведени, а возилото е донесено и паркирано во кругот на полициската станица Тетово за понатамошна постапка до расчистување на случајот, при што ќе бидат поднесени и соодветни пријави, велат од СВР Тетово. Сдруженијето Мултикултура и коалицијата Сите за правично судење денес подпишаа меморандум за соработка. Истовремено беше отворена и регионална канцеларија за апелационото подрачје Гостивар, каде граѓаните кои имаат судски постапки пред основните судови Гостивар и Тетово, а кои се однесуваат на дискриминација, клевета и навреда, облигациони, имотни, семејни и работни односи, ќе можат да се обратат за судски мониторинг на постапките. Коалицијата Сите за правично судење оваа година почнува со развивање на програма за мониторинг на граѓански постапки, која што ќе се одвива во следните 30 на месеци. Поентата на овој проект кој што го имплементираме е составен од повеќе компоненти.
правен пристап, финансиски пристап и физички пристап до правда на граѓаните во основните судови во Република Македонија. Правниот пристап се однесува на, баш како што е прикажано, пристапот до правда и на правата на лицата во граѓанските постапки во судовите. Финансискиот пристап се однесува на финансиските импликации кои што граѓаните ги имаат од судските постапки, должината на постапките, време трајање на истите и колку тоа ги кошта граѓаните. И за крај физичкиот пристап до правда на граѓаните, кој што би се однесувал токму на оној технички дел на физички пристап на лица со посебни потреби и лица со попречености до основните судови во Република Македонија. За целите на имплементација на овој проект, коалицијата воспостави 4 регионални канцеларии, кои што се лоцирани на сите 4 апелациони подрачја на територијата на Република Македонија. Денес сме овде во Тетово со нашата членка Мултикултура, која што помогна за воспоставување на оваа регионална канцеларија токму во нивните простории, во просториите на Мултикултура, за регионалното подрачје на апелационото гостиварско подрачје, така што во рамките на нивната канцеларија ќе биде основана регионална канцеларија во која што граѓаните од ова апелационо подрачје, значи судовите Тетово и Гостивар, ќе имаат можност да се обраќаат до регионалната канцеларија на коалицијата, во која што истите ќе може да ги упатат своите барања за мониторинг на нивните граѓански постапки. Предвидено е да биде извршен мониторинг на граѓански постапки по различни основи. Значи би опфатиле сопственички спорови, односно имотни спорови, семејни, работни односи и слично. Денеска сме овде за да отвориме регионална канцеларија, за да можеме да придонесеме во реформите во правосудство, да сите граѓани и студенти на сите универзитети да можат да присуствуваат, да придонесуваат за реформи за Македонија, Европска Македонија. Така што ние ќе се потрудиме за наредните 30 месеци да одговориме на сите потреби и барања на граѓаните кои имаат интерес да се вклучат и да придонесат на истиот проект. Денес имавме претежно сончево и топло време. Утринската температура се движеше од 13 до 20 степени, а дневната од 27 до 32 степени. Овоиндексот изнесуваше 8. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 14 до 21 степен, а дневната од 27 до 31 степен. УВ-индексот ќе изнесува 8. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.